Добро вечер во вториот дневник на Канал Плюс телевизија. Следи кратка најава за дел од настаните во него. Од утре почнува зимското сметење на времето. Еден час наназад се враќаат часовниците. Зимското сметење на времето трае до последниот викенд во март. Тече оглас за продажба на градежно земјиште за изградба на викендички хотели и мотели во туристичкиот комплекс Пониква. Се планира изголемување на бројот на ски лифтовите. Алманахот на афоризми Балканска трансферзала сублимира делотворештвото на 5 мина афористичари од Балканот. Балканска трансферзала е издание на фестивалот Инвиница Веритас кој заврши вчера. Во 2006 година во Република Македонија имаше вработено 560.000 лица. Денес има 700.000, а тоа се должи на новоотворените работни места. Ова вчера го изјави премиерот Никола Груевски при одржаниот говор по повод денот на македонската револуционерна борба. Тоа се оние новоотворени 140.000 работни места. Од 560.000 на 700.000 вработени луѓе во Република Македонија 2006-2015. Годинава го достигнавме историски најниското ниво на невработеност од 26,8%. Најниско од осамостојувањето до денес. А да подсетам, наследивме историски највисоко ниво на невработеност од околу 38% во 2006-та. Во минатите 2 години, Македонија, споредено со другите земји во Европа, имаше втор највисок раст на економијата. И во 2013 и во 2014. Втор највисок раст на економијата во Европа. Годинава, на почетокот на годината, прогнозите на Светската банка и на Европската комисија беа дека ќе бидеме први по економскиот раст во Европа. Македонија има национална стратегија за гасификација која е донесена пред неколку години и строго се придржува кон таа програма за гасификација на државата. Моментално е во градба кракот од Куманово до Штип. Државата работи на повеќе проекти за приклучок во повеќе мрежи за гасификација, се со цел да стане транзитна држава низ која што ќе поминуваат поголеми количини на газ, а со тоа ќе биде привлечна земја за инвестиции. Моментално трае градбата на кракот од Куманово до Штип. Во моментот трае градбата на кракот што е од Куманово па до Штип. Паралелно на тоа веќе се водат и преговори за финансирање, односно во финална фаза се преговори за финансирање на втората делница. Тоа е делницата од Штип па до која ќе завршува некаде до Битула. Така да во овој дел престојат сериозни инвестиции. Во Република Македонија има национална стратегија за гасификација донесена пред неколку години. Делев истакна дека строго се придржуваат по правилата за гасификација, а во најскоро време ќе биде и објавен оглас за концесионирање. Набрзо ќе биде објавен уште еден оглас за концесионирање, односно за дистрибуција на еден цел регион, го викаме ние регион 2 и 3, тоа се сите општини од Куманово па до Прилеп. Тоа е буквално еден поголем дел, една скоро половина од државата ќе биде концесионирана и тоа очекуваме набрзо да биде објавено, бидејќи имаме и пројавено интерес од неколку компании. Општините Кочани и Пробиштип ги интензивираат работите околу уредувањето на туристичкиот центар Пониква. Се користат средства од Бирото за регионален развој и од европските фондови. Во тек е продажба на градажно земјиште за изградба на викендички, хотели и мотели, но и проекти за инфраструктурно доуредување и зголемување на бројот на ски лифтовите.
Со цел подобрување на условите на туристите кои го посетуваат туристичкиот центар Пониква во однос на капацитетот за сместување, општините Кочани и Пробишти преспишаа конкурс за продажба на градежни парцели, каде заинтересираните би граделе викенд кукички. Станува збор за идеја за формирање на викенд населба, зашто веќе има интерес за градење од страна на заинтересирани жители на општина Кочани, но и Пробишти. Почетната продажна цена е 1 евро за метар квадратен. Пројавуваат доста граѓани интерес за изградба на викенд кукички. Моментално се градат и некои мотели, така да има градежна експанзија таму. Цената за градежно земјиште е 1 евро од метар квадрат, а во зависност од електронската аукција се постигнува на електронска аукција во зависност од интересот за истата парцела. Интересот е голем и од страна на жители на општина Пробишти, не само за изградба на викенд куки, туку и за хотели и мотели. На досегашните неколку аукции за продажба продадени се повеќе од 50 парцели. Во моментов се изготвува нов детален урбанистички план со кој ќе се предвидат нови парцели за продажба. Пониква ќе продолжи да се развива, ќе има уште повеќе заинтересирани да изградат не само викенд куки, туку и одмаралишта и деловни објекти, други содржини кои што ќе бидат еден дел од развојот на Пониква како еден од најубавите спортско-рекреативни туристички центри на источниот дел од Република Македонија. Со заеднички сили двете општини Пробишти и Кочани во последниве неколку години направија вистински туристички бум во однос на овозможувањето на сите потребни услови за се помногобројните туристи, пред се со проекти за подобрување на инфраструктурата. Еден од нив беше патно поврзување на паркинг просторот пред одмаралиштето на МВР до манастирот Свети Василий. Исто така направивме заедно со владата на Република Македонија би рекол еден доста сериозен инвестициски чекор во делот на електрификацијата на Пониква, изградба на нова трафостаница, изградба на систем за вештачко производство на снег со бушотина, со акумулација, со систем од цевки кои што ги поврзува топовите за производство на вештачки снег, набавка на ратрак, набавка на скијачка санка. За сето ова да се одржува, но и подобрува, формирано е јавно предпријатие, преку кое ќе се реализираат останатите веќе одобрени проекти, меѓу кои и поставување на водоводен и канализационен систем. Тоневски се надева дека ќе биде одобрен и проектот за изградба на уште 3 ски лифтови, како и да се продолжи должината на досегашните, што ќе е дополнителен стимул за развој на зимскиот спорт од страна на професионалци, но и рекреативни љубители на скијањето. Кампањата Климата се менува од нас зависи. Денес преку атрактивен начин ги едуцираше младите од Делчево како со мали активности може и тие да помогнат да се намалат негативните ефекти за промена на климатските промени на локално ниво. Кампањата е дел од проектот на УСАИД за општински стратегии за климатските промени. Вчера караванот започна во Пихчево, а утре продолжува во Виница. Јас сум Марија Муделена и ние не треба да возиме повеќе со автомобилите кои со велосипед. Не треба да фрламе отпадоци и на лоџарците да се стават филтри. Караванот на кампањата за климатски промени насловена Климата се менува од нас зависи денес беше во Делчево. Младите на возраст од 10 до 17 години преку атрактивен и забавен начин се едуцираа за начините на човековото однесување, кои во голема мера придонесуваат до појава на климатски промени, како и за индивидуалните напори со кои секој може да ги намали негативните ефекти на локално ниво. Оваа кампања која што сега се случува е за подигнување на јавната свест на населението дека климатските промени постојат, дека се предизвикани од човековата активност и дека секој од нас може да направи едно мало делче со кое што ќе придонесе кон справување со она што ни се случува поврзано со климатските промени. Жарко Димитриевски од емисијата 1 на 1 и Бранко Огњановски од поранешната забавна емисија К15 ги поттикнаа младите да земат активно учество во иновативните игри и лекции на тема климатски промени. Би сакале, значи, преку еден вид забава, воено и да ги едуцираме малку, да знаат, да бидат свесни дека буквално секој од нас зависи. Значи, иако си тие малечки и тие може да помогнат со нивни секојдневни активности, така да јас и Бране сме тука да им го фатиме вниманието и со надеж да им внесеме малку едукација што ќе ја пренесат и дома, нели?
Кампањата е дел од проектот на УСАИД за општински стратегии за климатски промени, што Милијев Контакт ги спроведува во 10 општини од државата, меѓу кои Делчево, Пехчево и Виница. Вчера започнавме со оваа кампања за подигнување на јавната свест. Вчера имавме ист ваков настан во Пехчево, денес сме тука во Делчево и понатака продолжуваме наредните неколку недели. Утре се случува иста оваа кампања во Виница. Преку проектот секоја општина ќе има можност да аплицира за локални проекти кои ќе имаат за цел намалување на негативните ефекти од климатските промени. По завршувањето на стратешкиот план, односно дели паралелно со самиот стратешки план, ќе имаме можност да имплементираме и два проекти кои што ќе бидат финансирани дел од Милијев Контакт, односно УСАИД, и дел од општинскиот буџет, проекти кои што самите граѓани кои што учествуваат во процесот на донесување на одлуки ќе ги кажат кои се тие проблеми кои што се поврзани со климатските промени, пред се мерки за заштита и превенција, и тие проекти ќе бидат финансирани. Утре кампањата продолжува во Виница со почеток во 12 часот на градскиот плоштад пред општинската зграда. Ми презиме кажуваме. Па јас сум Жарко Димитриевски. Виничкото село Пеклани е познато како село на печурките. Нема семејство кое на есен не заработува од бирба и продажба на пичорки. Откупните цени годинава се незначително променети од лани. Пеклани е селото кое на есен мириса на свежи печурки. Речиси нема двор во кој не може да се забележат полни гајби со свеж вргањ или пак расечени наоколу за сушење. За многумина пензионери невработени шумата е главниот извор на екзистенција пред да падне првиот снег. Мажите во групи со трактори масовно собираат од утро до мрак, а жените ги подготвуваат за продажба. Немаше од летос, те саѓи има. Па да ти кажа 120, 130 прв. 30 динара втор. Ко се шушат 700, 800, 400, зависи класата како е. Те со трактор ако си да повише, од 150 до 70 валија. За прва класа, така? Првата. А втората е 30. Ништо. Ѓубре само. Так. Има делба во времето, се изсуши. Лани сме земали повише од туту. 60 сигурно сме земали од субите, па сурови кога како потроши трактор носи сино студент на школа, само за него гледаме и така. Меѓутоа, не сите што собираат и продаваат се и осмелуваат да ги вкусат габите. За некој ризикот секогаш постои. Не да не ги јада, не си сакам. Пошто слушам дека се затровили некои онадели и по това не сакам. И стара сум, не знам да си ги направам како што треба. Вргањот или популарно познат како крал на печурките е богат со белковини, одличен извор на прехранбени влакна кои помагаат при слабеини и со право може да се каже дека е диетална намирница. Богат е со витамините B1, B2, B3, C и D витамини, како и со повеќе минерали. Го регулира кардиоваскуларниот систем и го намалува ризикот од остеопороза. Докажано е дека овие печурки содржат одредени состојки кои имаат антиканцерогено дејство со антибиолошко и имуностимулативно влијание. Државен надпревар за трактористите ќе се одржи во општина Карбинци. Надпреварот е во неколку дисциплини и ќе се одржи на земјоделските површини кај село Радање. Вештините за управување на трактор деновиве во Карбинци ќе ги покажат и жените. По период од над 20 години во Карбинци ќе се одржи државен надпревар на трактористите. На овој собир трактористите ќе се надпреваруваат во неколку дисциплини. Такмичењето ќе се одржи во орање, значи на разор, орање на слоп, значи површините ќе бидат одредени и потоа ќе имат значи паркирање со тракторски приколици, 2 осовински и 1 осовинска, па ќе има категории на тешки трактори, каде ќе има исклучиво сениори во такмичење, потоа ќе има категорија на лесни трактори, каде ќе имаме категории од возрасти, значи пионери, јуниори, младинци и сениори, и категорија на жени. Надпреварите ќе се одржат на земјоделските површини во близина на селото Радање, а комисија ќе ги вреднува постигнатите резултати. Сето тоа ќе се оценува и на крајот за бодирањето од орањето на слог и разор и паркирањето на приколица ќе даде бројот на бодови и ќе имаме победник. Ваквите надпревари се во функција на проверка на квалитетот на стекнатите вештини и нивна афирмација пред пошироката јавност.
сето тоа се со една цел е доведел за да се видат какви се вештините нашите трактористи, бидејќи години назад имавме многу добри трактористи кои освојува многу први места на републичко ниво, значи па мислам дека ова година ќе видиме и ќе имат успех самите тие. Инаку последните дождови ги прекинаа подготовките за есенската сејдба, која досега е реализирана на 40% од планираните 5000 хектари во Штипскиот регион. Балканска трансферзала е новото дело кое за љубителите на хуморот и сатирата ќе биде вистинско насладување и можност да се прочитаат неповторливи афоризми од балканските мајстори на хуморот и сатирата. Сатиричарот Миле Георгиевски, кој е директно вклучен во излегувањето на книгата, најавува и нови изданија. Алманахот на афоризми Балканска трансферзала е последниот голем залак за љубителите на хуморот и сатират, капитално дело кое е во издание на фестивалот Инвиница Веритас, а во кое се застапени вравнимиња од балканската афористика, меѓу кои Драготин Минич Карло и Александар Чотрич. И тука е еден афористичар кој навистина со крупни чекори доаѓа на полето на сатирата Бојан Љубеновиќ. Од македонските автори сме застапени бардот на нашата македонска сатира, па и пошироко Васил Толевски и јас. Оваа книга треба да има и сигурно ќе има промоции. Едната промоција ќе во Македонија се разбирак издавачот Инвиница Веритас, додека другата промоција ќе во Београд. Значајно за оваа книга, што ова е првата книга што ние издаваме двојазично. Љубителите на афоризмот кои повеќе преферираат домашен хумор и сатира, наскоро ќе добијат и две нови илустрирани изданија. Од кои првата е првата илустрирана антологија на балкански еротски афоризам, во кој имаме застапено преку 80 автори од целиот Балкан, додека втората книга, тоа е книгата со еден малку символичен наслов Трета светска војна, во кој се на околу 180 страни во колор ќе видат застапени избор од илустрирани афоризми, мои афоризми, кои ги илустрирале десетина врвни карикатуристи од Балканот. Интензивните активности на полето на хуморот и сатирата во изминатиот период не се пречка Миле Георгиевски да не го работи она што и го вети на својата покојна сопруга Павлинка, а тоа е делото Петра, роман кој светлото на денот ќе го доживее многу скоро. Другата недела треба да излезе книгата Бубалази на Ленче Стоименова, македонски афористичар. Потоа треба да излезе, дефинитивно излегува романот Петра на Павлинка Ѓорѓиевска. И тука имаме некои преводи на српски сатиричари. Инаку последната едиција Балканска сатира која излезе од печат се реализираше со посредство на издавачката куќа Орион. Со враќање на часовникот еден час наназад од утре почнува зимското сметање на времето. Лекарите предупредуваат дека оваа промена може да предизвика здравствени тегоби. Од вечерва ќе спиеме подолго, но ќе се стемнува порано. Почнува зимското сметање на времето. Во 3 часот пополнок стрелките на часовникот треба да се вратат еден час наназад, со што и официјално започнува зимското сметање на времето. Но еве што велат лекарите за оваа промена и незиното влијание врз здравјето на луѓето. Промената на времето влијае кај одредени особи, не кај сите еднакво, меѓутоа влијае различно кај различните луѓе, меѓутоа има кај голем број влијание и тоа негативно влијание. Значи ние сме нашите организми се имат неколку биолошки часовници кои ги командуваат хормоните, ензимите и другите процеси во телото и сето тоа на тоа влијае ова поместување на времето. Доколку промената на времето влијае на вас, тогаш најверојатно ќе ги почувствувате овие симптоми. 3-4 дневен замор, лоша функција, често лошо расположение и слично. За организмот да се адаптира на оваа промена потребни му се 3 до 4 дена, а во текот на овие денови лекарите советуваат. Има добар сон, нека појдуваат на ноќен одмор на време, нека се исхрануваат здраво, правилно тие денови, да имаат редовни оброци и слично. Може би
треба да пробуваат и со физичка активност малку тие денови да имаат. Сепак не сите граѓани се информирани за промената на времето и некај сите оваа промена влијае негативно. Према годините сметам, за вас можда не. Знаете ли дека во недела ќе се мени? Да, знам. Зимско. Тие што имат проблеми со реумата, со артритит, со болки у зглобовето, на тие смета. Што имат нестабилен крвен притисок, варира и така натака. Не знам, од кај да знам, не сум слушала вести. А често не ми смета. Ако сум стара, не ми смета. Во недела почнува зимското сметање на времето, знаете ли? Знаеме. Ќе ви смета ли тоа? Ќе ви пречи ли здравствени проблеми? Не сам осетила и не може да кажа. Како и да е, веќе од утре ќе почне да се стемнува во 16 часот и 30 минути, а ќе имаме 1 час повеќе за спиење. Еден од најразорните урагани во историјата, Патрисија, го погоди во петокот мексиканскиот пацифички брег со силина на ветрот од најмалку 256 км на час. Ураганот Патрисија последните денови зајакна во извонредно опасна бура од категоријата 5, највисоката можна, а според Националниот центар за урагани, тоа е најсилниот ураган кога и да е забележан на западната хемисфера. Ураганот во Мексико предизвика свлечиште кај југозападниот брег околу 85 км, заканувајќи се со катастрофални штети и илјадници луѓе се подготвени на евакуација. Мексиканскиот претседател Енрике Пења Нието во изјава за радиото рече дека е тешко да се предвиди колкава ќе биде штетата од оваа застрашувачка бура, која што можеше да се види и од Вселената. Италијанец имаше голема среќа излегувајќи од паркираниот автомобил момент пред да се отвори огромната дупка и да ја проголта колата. Инцидентот се случи во градот Катанија на италијанскиот остров Сицилија. Причина за тоа се обилните дождови кои наврнаа во регионот во последните денови. Дупката е со длабочина од 5 метри. Пожарникарите мораат да користат кран за да го извадат возилото. Еден ден по нападот во училиштето во шведскиот град Тролхатан, при што се убиени 2 лица, а 3 се повредени. Вчера 2 училишта во Шведска примија закани. Директорката на училиштето, Ане Шарлот Роб, изјави дека е во постојан контакт со полицијата и оти не верува дека заканата е сериозна. Закана доби училиштето Канабек во Гетеборг, но не се објавени детали. По заканите зајакнато е присуство на полицијата во близина на училиштата. Полицијата денес соопшти дека маскираниот маж кој вчера уби еден наставник и момче и повреди 20 други, бил воден од расистички мотиви. Напаѓачот почина во болница од здобиените повреди откако полицајците пукаа во него. Државното првенство во бодибилдинг во конкуренција на тинејџери до 19 години на делчевчанецот Трајче Мицевски му го донесе првиот медал, и тоа златен медал од единствената конкуренција која беше стипендирана на ова државно првенство. Се работи за позинг, работиме 365 дена, од кои само 2 минути, го покажуваме нашето тело, пропорциите, симетријата која што имаме постигнато во текот на годината, и имаме задолжителни пози со кои што го покажуваме изгледот. За Мицевски, кому ова му беше прво учество, бодибилдингот е спорт кој бара голема посветеност, а во еден спорт кој многу зависи од начинот на исхрана. Се работи за склоп од повеќе, да кажеме, точки, кои што во целина те прават тоа што си, тој физички изглед. Па искрено, исхраната е на тешкиот дел. Дефинитивно за мене тренингот е на лесниот дел, ако мислат дека тренингот е све, но исхраната е на 90% за мене. Се содржи од прилично протеински внесови, јагли хидратите си на ниско ниво, шеќерите и мастите. Кога сме ван припреми јадеме све, за да качиме што поголема мускулна маса и потоа го сечеме тоа. Следното големо надпреварување на кое ќе учествува младиот Мицевски е Купот на Македонија, а негова желба е учеството на надпреварување на меѓународен план.
Утре ќе се одиграат надпреварите од 11-тото коло во првата македонска фудбалска лига. Фудбалскиот клуб Прегалница на стадионот Никола Мантов во Кучени ќе ја пречека екипата на Силекс. Во последниот одигран надпревар, односно во 10-тото коло, дуелот Работнички Прегалница заврши без погодоци, со тоа што овие две екипи се поделија по 1 бод и двете екипи во моментов имаат по 11 бода. Утре ќе биде интересно и на дуелот меѓу првопласираните екипи на табелата Вардар Шкендија, кои ќе се борат за нови 3 бода и за првото место во табелата. Вардар се врати на лидерската позиција во првата македонска фудбалска лига, откако во 10-тото коло славеше кај Шкупи, а Шкендија не успеа да го победи тимот на Младост, со што Вардар се искачи со бод повеќе на првата позиција. Останатите дуели кои ќе се одиграат утре се Металург Шкупи, Ренова Царев и Турново Работнички. Надпреварите се закажани за 13 часот и 30 минути. Овде завршуваме со информативното издание на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер.